Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, каде започнуваме ново издание на емисијата Студентски парламент. Денешното издание посветено на неколку настани кои што минатата недела се одржа на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Поточно го посветуваме на прогласувањето на првите студенти амбасадори на Универзитетот Свети Климент Охридски и одржувањето на традиционалниот надпревар по ораторство UKLO Тривиум. Останете заедно со нас на 90,8 МHz. Темна ноќ, пуста улица, кому збор ил два да преточам. Темна ноќ, пуста улица, кому збор ил два да преточам. Кој ли ќе ми подаде рака да ме разбере, сокак да ми покаже и до неја однесе. Кој ли ќе ми подаде рака да ме разбере, сокак да ми покаже да ме однесе. Знам ке дојде ново утро, утро за мене, дали нова зора ќе те донесе. Јас сум само една душа, душа малечка, твоето срце камено оставена. Морам сам пак да продолжам, без неја свој свет да пронајдам. Морам сам пак да продолжам, без неја свој свет да пронајдам. Кој ли ќе ми подаде рака да ме разбере, сокак да ми покаже и до неја однесе. Кој ли ќе ми подаде рака да ме разбере, сокак да ми покаже да ме однесе. Знам ке дојде ново утро, утро за мене, дали нова зора ќе те донесе. Јас сум само една душа, душа малечка, твоето срце камено оставена. Знам ке дојде ново утро, утро за мене, дали нова зора ќе те донесе. Јас сум само една душа, душа малечка, твоето срце камено оставена. Знам ке дојде ново утро, утро за мене, дали нова зора ќе те донесе. Јас сум само една душа, душа малечка, твоето срце камено оставена. Твоето срце камено оставена. На пригодна свеченост во ректоратот минатата недела прогласени се првите студенти и амбасадори на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Титулата амбасадор на UKLO ја добија 6 студентки на правниот факултет Кичево, членови на Муткорт клубот Титус Флавиус Орестес. Почесното звање амбасадор на UKLO студентките Ана Джима, Наталија Танасовска, Ангела Бошевска, Марија Донимагловска, Елена Грујовска и Симона Тодоровска го заслужија за континуираниот ангажман во клубот Титус Флавиус Орестес и успехот на 6-тиот регионален надпревар за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права, кој од 27 до 29 април се одржуваше на правниот факултет во Ниш. Благодарниците, амбасадори на UKLO, им ги врачи ректорот, професор доктор Игор Неделковски, кој честитајќи им за успехот им порача. Да бидите горди, да ја чувате дигнитетот на титулата амбасадор на UKLO и не само сега, туку било кога ќе се вработите, кога ќе се пензионирате во еден ден, да бидите стално амбасадори на UKLO.
Проректорот за наука, професор доктор Горан Илиќ, успехот и постигнувањата на студентите од клубот Титус Флавиос Орестес и од правната клиника ги оцени како силни атрибути на правниот факултет и на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, особено затоа што покрај анимација на студентите овозможуваат интернационализација, потврда дека има перспективни студенти и посветен кадар, меѓу кои професорката Ангелина Станојовска, која е ментор на студентите во клубот. Еве што рече тој меѓу другото. Ова е уште една потврда дека правниот факултет во Битола има на вистина перспектива, има квалитетни студенти, има квалитетен и посветен кадар и не случајно ние ги продолжуваме традициите на стариот правен факултет во Битола, кој што меѓу другото беше и основач на нашиот универзитет во 1979 година, кој што си имаше своје значење во тој историски контекст. Јас од моје лично име да ви посакам и понатамошна посветена работа во вашата професија, бидејќи правото е професија која што доживотно се учи, доживотно се практикува, никогаш не можете да кажете аха, сега завршив со определен процес, напротив, тоа е спротивно нешто и нормално да ви посакам успеси на секое поле, и лично и професионално. Проректорката за студентски работи, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, во својство на иницијатор на промоцијата, потенцира дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола има и ќе има успеси на студенти кои успешно не представуваат во земјата и во странство, и дека тоа се однесува и на академскиот кадар кој што работи со предаденост и посветеност кон студентите. Акцентирајќи дека ова е прв пат на ваков начин да се вреднува успехот и заложбите на студентите во формалното учење и различните воннаставни активности, афирмирана е заложбата на менаџментот на УКЛО соодветно и со внимание да се валоризира вложениот труд. Еве што рече таа меѓу другото. Амбасадор е титула која што значи идна заложба, која што значи дека вие понатаму ќе продолжите да видите трудолюбиви, вредни и добри луѓе. Амбасадор е титула која што треба да се оправда, а бидејќи ние уште на почетокот како ректорски тим кажавме дека студентот ќе биде во фокусот и дека ќе работиме не само на професионалниот раст и развој на студентите, но и на нивниот личен раст, верувам и ќе се сложиме дека титулата амбасадор ја заслужувате и дека ќе ја чувате и оправдате понатаму во вашиот живот и во професионалната работа. И јас ви честитам, и јас ви благодарам што успешно не представувате и сте не представувале и во изминатите години, и сигурна сум дека ваквиот еден гест на универзитетот ќе го промовирате и вие и дека на вашиот пример ќе се огледаат сите идни, сегашни идни студенти на универзитетот. Од име на студентите, амбасадори на УКЛО, благодарност за укажаната чест изрази студентката Ангела Бошевска, нагласувајќи дека се горди амбасадори на УКЛО, кои понатаму ќе оправда титулата и ќе ја потврдуваат и во иднина, дека на вистина ја заслужуваат. Ima
Стојанка Кјупчева, студентка на Педагошкиот факултет во Битола, е најдобриот оратор на надпреварот Укло Тривиум 2023, кој минатата недела го организираше Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Второто место го освои Наташа Крисиќанец, студент на втор циклус студии на Правниот факултет на Укло, а третото место и припадна на Леона Митревска од Педагошкиот факултет во Битола. На надпреварот, десетината пријавени учесници говореа на слободна тема и имаа можност да ги искажат своите мислења и ставови по прашања кои ги сметаат за важни за нив и за општеството воопшто. Надпреварот кој се одржа во киното Манаки го отвори ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, кој, поздравувајќи ги надпреварувачите и присутните на настанот, посебно се осврна на важноста од познавањето на ораторските вештини. Ако пишаниот збор го креира минатото и иднината, бидејќи без записи не знаеме што се случило во минатото и не можеме да му оставиме наследство на идните поколенија, говорот, ораторството ја креира сегашноста. Најбитните одлуки во било која средина, покрај другото, се манифестирани, се донесуваат и влијаат преку начинот на кој се споделуваат информациите, се презентира каузата, така да ораторството уште од почетокот на цивилизацијата било, е и ќе остане многу битен фактор во развојот на секој поединец, но и во развојот на општеството. Затоа за мене како ректор е посебно задоволство што ние, Укло, вие, нашите студенти, го организирате овој надпревар и сте ја препознале важноста на ораторството. Надпреварувачите ги оценуваше жири комисија составена од професори на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, доктор Билјана Граматковски, доктор Виолета Јанушева од Педагошкиот факултет и доктор Ивона Шушак-Лозановска од Правниот факултет. Ораторските говори, како што кажавме, беа по слободен избор. Првонаградената, носителка на ловоровиот венец, Стојанка Кјупчева, својот говор го посвети на учителите. Разговаравме со неа. Стојанка Кјупчева, студент на Педагошкиот факултет во Битола, е победник на годинашниот Укло Тривиум, организиран од Универзитетското студентско собрание на Укло. Стојанка, честитки за успехот, за настапот, за изведбата. Очигледно е дека наградата дојде во заслужени раце, затоа што, како што кажа од комисијата која што ги оценуваше вашите настапи, рекоа дека едногласно било донесено тука. Јас сум многу изненадена и среќна и ќе излажам ако кажам дека не очекував, меѓутоа тоа го направија моите учители. Денес јас овде сум поради моите учители, денес јас овде говорам за учителството и се трудам да бидам една од моите прекрасни учители, затоа што нели јас ќе бидам во идеја учител. Нашите слушателите на Универзитетското радио Укло ФМ Битола по овај разговор ќе имат можност во целост да го слушнат и говорот кој што ти го имаше, го посвети на учителите, на вашата професија како учители, како луѓе кои што треба да бидат водич за сите останати, за младите, но и за повозрастните. Точно. Ние сме иднината. Треба да си го негуваме именатото. Имаме толку многу добри учители, затоа што, нели, ги спомнуваме само од настан на настан, тоа не треба да биде така. Ние учителите овде сме да ја продолжиме нашата лоза и, нели, да градиме профитабилни генерации. Студент на Педагошкиот факултет во Битола, врзано за твојата струка, нели, и говорот, каде се гледаш понатаму? Не те ни прашав која година си на факултет, до каде си со студиите? Јас сум прва година, на самиот почеток, јас сум бруцаш. Така да се гледам некаде во училница. Се гледам некаде каде моите студенти ги спремам за ораторски говор, ги спремам за драмски текст и така натаму. Така да јас се гледам помеѓу моите ученици. Иако се уште сум ученик. Прва година на факултет, прв настап на Укло Тривиум и веднаш награда. Меѓутоа, тоа сигурно нема да биде нешто како кочница кај тебе да се пријавиш и до година на надпреварот, само да ја потврдиш наградата од оваа година. Напротив, значи нема врастанување, нема застанување, само продолжувам
продолжуваме напред. Јас сум среќна што сум денес овде и со мојот настан сакам да ги мотивирам сите останати кои се плашат од трема, кои се плашат од јавно говорење, да го победат стравот. Баш така се победува. Честитам за наградата, благодарам за разговорот. Уште да прашам од каде си, акцентот не е баш како битолски. Се трудиме да биде литературно, јас сум од Демир Капија, Поздрав до сите мои сограѓани и јас од таму потекнувам, се надевам таму ќе можам да ги образувам моите сограѓани. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Во продолжение слушнете го и говорот на првог наградената Стојанка Кјупчева. Кои сме ние? Што сме ние? Искалкулирани мозоци? Програмирани умови? Се, само слободоумни луѓе не. Не знаеме ниту кои сме, ниту што сме, ниту од каде сме, а ниту каде одиме. Сонуваме за блескава иднина и совршено општество, а не знаеме ниту од кај ни се корењата. Кој е Кочо Рацин? Што е тој? Што правел? И од каде е? Од колкава важност за нашата држава и нашиот јазик биле браќата Миладиновци, Прличев, Пичиновик, Чернодрински, Мисирков, Конески и уште многу други знајни и незнајни дејци и наши учители? Не е ни важно. Тоа е историја, било та поминало. Ваквите имиња знаеме совршено да ги изрецитираме само од настан на настан. И толку. Па да, што ќе ни се заповеќе? Не знаеме кои се нашите учители. Почетокот на сите наши почетоци. Ние постојано брзаме. Брзаме да го фатиме автобусот, брзаме да го завршиме факултетот во рок, брзаме да се вклопиме во новото нормално и да бидеме чекор со и до останатите. Ироничен, контрадикторен и помалку иритантен е фактот колку всушност ние многу брзаме. А никаде и за ништо не стигнуваме на време. И така, од најобично до најкомплицирано, со секојдневни вообичаени и невообичаени ситници, ние докажуваме дека време на располагање немаме. Поучувањето е маратон полн со пречки. Учителот низ тој маратон сепак успева ритмички да го поврзе духовното и материјалното, конкретното и абстрактното, објективното и субјективното. Тој учи како се плива во најдлабоките животни води на себеспознавањето, на емпатичноста, на правдата, на себељубењето. Тој учи како се твори емотивно, креативно, инспиративно, бидејќи на дланките на учителот лежат многуте идни генерации и целата потребна движечка сила за промена во светски рамки. Еден учител од Шпанија еднаш рекол: учителството бара голема саможртвуваност, но и покрај големите тешкоти сметам дека е подобро да се биде учител отколку да се работи во комерцијалниот свет. И точно е. Учителството не само што има тешкоти, туку и благодет во исто време. Ученици, светот ве чека со широко отворени раце. Трчајте по патеките на успехот, искрабете го она што ви припаѓа. Направете нешто ново со знаењето дарено од учителот и покажете му дека неговиот труд светот го менува. А тој од некаде гордо ве гледа, знаејќи дека неговата мисла живее во секој од вас. Знаејќи дека ученикот вели: овде сум, овде останува. Затоа истражувајте, прашувајте, дискутирајте. Вашето време доправа доаѓа. Благодарам. За тебе јас би се сменил и на друга планета би се преселил и се што не знам за тебе би научил. Ти само подај ми рака да те водам кај што не си била никогаш. Ти само треба да посакаш. Ти само кажи, јас сум тука, си те
треба звездите од небо ќе ги украдам, ти само кажи дека сакаш покрај тебе да се разбудам и да ме лажеш, ти верувам, ти верувам. Ти ако посакаш слуга, еве јас ке бидам вечно слуга твој. Ако ти затреба љубов, јас сум тој. Ти само подај ми рака, да те водам кај што не си била никогаш. Ти само треба да посакаш. Јас сум тука, сите желби да ги исполнам. И ако треба звездите од небо ќе ги украдам, ти само кажи дека сакаш покрај тебе да се разбудам и да ме лажеш, ти верувам, ти верувам. Второто место, како што кажавме, отиде во раците на Наташа Присигјанец, студент на втор циклус студии на Правниот факултет на УКЛО. Слушнете го разговорот што го водевме со неа и потоа нејзиниот говор. Наташа Присигјанец од Правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола го освои второто место на годинашниот натпревар за ораторство УКЛО Тривиум. Наташа, честитки тебе за наградата. Ви благодарам многу. Ајде сега да им кажеш на слушателите на УКЛО ФМ Битола за темата на која говореше. Интересен говор, интересна тема одбрана, нешто што сите во последно време не мачи и не засега. Да, мојот говор беше на тема иселувањето на младите и всушност говорот ми беше повик за останување на младите тука, за собирање храброст од нивна страна за да се борат за нивните соништа. Мотивацијата за оваа тема, како што кажавте, ја добив од тоа што секојдневно се зборува околу се поголем број на иселување на млади од државата и сметам дека тоа е голема грешка на младите, дека треба да останат тука и да се борат бидејќи на крајот денот тука сме ние од кои што се очекува промена за во иднина. Рече храброст да останат. Да, храброст да останат, затоа што сметам дека за да се борат за своите соништа тука треба навистина да бидат храбри. Правен факултет, која година? Јас сум сега на втор циклус студии, значи сум 5-та година на правниот факултет. Твоето искуство од студирањето на додипломските студии, а сега и на магистерските? Јас сум многу задоволна од мојот факултет и многу си го сакам како факултет и струката која што ја имам и ќе имам во иднина со правниот факултет. Можам да кажам дека навистина сум задоволна и ги потикнувам сите студенти кои што сакаат право да се запишат таму и да го продолжат своето студирање.
4 години си поминала како студент на додипломски студија, сега како магистрант реши и собра храброст да се пријавиш за учество на Укло Тривиум. Да, всушност тука сакав да се пријавам од прва година, но ете сега беше говорот на слободна тема и ова беше тема која што навистина е нешто кое што сметам дека сите млади треба да не засега и нешто за кое што сакав да зборувам на овој настан. Ти благодарам за одвоеното време, честитки уште еднаш за наградата, успех на магистерските студии, се надевам за брзо планираш и пред твоето име да стои ОНМР. Да, за брзо се надевам и јас. Благодарам. Благодарам. Денес сум тука за да споделам со вас. Јас живеам во држава каде неголемо достигнување за луѓето е да ја напуштат, каде младите се запишуваат во високообразовни установи за да добијат документи и да заминат. Живеам со народ кој секојдневно бара виновник за своите проблеми и за жал, тој виновник секогаш го бара во другите. Да не беше трагично, може би и ќе беше смешно. Но тука сите го обвинуваат општеството, а не се ни самите свесни дека општеството сме ние и секој од нас е индиректен виновник за се што се случува тука. Како и да е, тука не сум за да ве обвинам. Тука сум за да ве потсетам на сите оние изговори кои ги наоѓаме за да си заминеме. Но не се ни важни тие изговори. Единствено што е важно е дека со нив го прикриваме недостигот на храброст. Стојам пред вас и барам да бидете искрени пред себе. Што е тоа што ве спречува да го добиете она по чија потрага заминувате? Доста си ги кажувате истите лаги самите себе. Доста мислите дека недостигот на материјални средства е тоа што ни ги затвара вратите кон успехот. Грешите. Со ништата се остваруваат со храброст и труд. Се друго е лага. Размислете. Секој од нас тука има идеја која може да го промени неговиот живот. Но што правиме ние со неа? Ништо. Тоа ништо не доведе до дното. Таму каде што сме сега. Статистиките се разочарувачки. Разочарува фактот што при една анкета направена на 1000 полнолетни испитаници, 70% од нив иднината ја гледаат надвор од државата. Па кој може да ја обвини државата покрај ваков лабилен народ во неа? Народ без визија, народ без храброст. Жално. Никој не ги уништува нашите соништа, сами ги уништуваме. Трчајки по полесниот пат, забораваме кој е нашиот сон. Како што кажа, тука не сум за да ве обвинам. Тука сум затоа што верувам дека имаме моќ која може да промени се. И верувам дека се уште не е предоцна за тоа. Тука сум бидејќи јас имам сон. Сонувам дека ќе постои храбар народ кој ќе остани да се бори. Сонувам дека сите ние кои сме тука, со минимален, но заеднички придонес, ќе создадеме подобро утре. Бидејќи иднината, па тоа сме ние. Затоа, барем за миг, размислете, што е тоа што го сакате? Создадете сон кој што е вреден да се борите и започнете веднаш. Започнете ја таа борба од себе. Бидете промената која сакате да ја видите. Изградете ги своите соништа во сопствената држава. Бидејќи во спротивност, ќе ве вработи друг за да ги изградите неговите. Ви благодарам. Sreća je
те имам среќа е. Ти си мојот свет, кога пустина е овој свет. Сега да се врати времето, во тебе би се влюбил повторно. Ти го правиш убав секој ден, јас сум среќен со тебе. Како тебе нема друга, како тебе нема друга. Не те оставам на друг, јас никогаш, веќе никогаш. Како тебе нема друга, како тебе нема друга. До мене ќе те чувам секогаш. Допри ме со твоите раце, допри ме и биди со мене кога секој друг ќе замине. Сега да се врати времето, во тебе би се влюбил повторно. Ти го правиш убав секој ден, јас сум среќен со тебе. Како тебе нема друга, како тебе нема друга. Не те оставам на друг, јас никогаш, веќе никогаш. Како тебе нема друга, како тебе нема друга. До мене ќе те чувам Леона Митревска од Педагошкиот факултет во Битола го освои третото место на надпреварот Укло Тривиум 2023. Ви го нудиме тонскиот запис со неа, а потоа и нејзиниот говор. Леона Митревска го освои третото место на надпреварот Укло Тривиум. Па еве, честитки за наградата и печатоци пресни. Многу ви благодарам. Јас сум толку среќна што студирам на овој факултет, иако на почеток, еве ќе кажам, не беше мојот прв избор, но сега сваќам дека бил вистинскиот избор, иако не беше прв избор, затоа што таму студираат професори кои што не се само прекрасни професори, кои што се прекрасни личности, кои што искрено и од срце се грижат за своите студенти, во каква ситуација и да се најдат, не само во аспект на учењето, туку и во аспект на тоа како студентите се чувствуваат и така натаму, се грижат за нивното ментално здравје, можам да кажам. Тоа е една тема која што денес е многу актуелна и морам да кажам дека овде ќе најдете прекрасни личности кои што секогаш ќе стојат зад вас, секогаш ќе ви бидат ветер во грб. Мило ми е што го освоив третото место и им честитам и на победникот и на второто место. Дефинитивно заслужија и мило ми е што учествував на овој надпревар. Твојот говор беше посветен на врсничкото насилство, на тема која што за жал во последно време се повеќе е присутна. Го спомна и настанот трагичен во Србија
и на некој начин ги поврза работите и даде убава порака. Сакам да кажам дека не беше пораката дека сакам да го оправдам она што се случи поради врсничкото насилство, туку да реагираме на време и да сватиме дека и покрај тоа што некои деца прават врсничко насилство, дека и тука имаат и тие деца позадина, дека тие прават нешто со причина, можеби тие во семејството имаат некој проблем, па затоа тој без го изфрлаат на своите соученици. И затоа јас не велам дека е оправдано она што се случи поради врсничко насилство и затоа треба да се внимава од двете страни, не само од едната страна. Секоја ситуација има повеќе аспекти, секоја приказна има повеќе страни, треба да се слушнат сите тие и на крај да се донесе вистински суд, а не само да се зборува постојано без да се знаат фактите. Не ни кажа која година си на студии? 4-та година, сега еве завршувам, па веројатно би продолжила и на магистерски студии на истиот факултет. Јас сум од насоката социјална и рехабилитацијска педагогија, така што оваа тема ми е многу блиска со она што го студирам и ќе ми биде драго доколку успеам да се запишам и да ги завршам и тие постдипломски студии. Благодарам за разговорот и успех и на додипломските студии, секако запишување понатаму на вториот циклус. Ви благодарам и вас. Зошто не си во училиште? Не им недостигам таму, верувај ми. Велат дека сум асоцијална, дека не се мешам во таа средина. Мене ми е чудно. Јас себе си се сметам за социјална. Социјална за мене значи да зборуваме за нешта како ова сега или да зборуваме за тоа колку е чуден светот. Забележувате како луѓето се повредуваат едни со други во денешно време? Рей Бредбери, Фаренхајт 451. Свесни ли сте колку исповеди на малтретирани деца личат на оваа која е опишана во книгите? Свесни ли сте дека врсничкото насилство носи психолошки последици на една личност до крајот на животот? Во психологијата постои една состојба на личноста која се вика survival mode, или на македонски состојба на преживување. Тоа е онаа состојба на личноста кога умот и телото постојано се во грч, во страв, во исчекување некој да ги навреди, да ги повреди на било каков начин. Наивно се понадевавме дека годината која ја живееме ќе донесе некаква трансформација, но за жал повторно сме излажани. Не успеавме ниту да се опоравиме од трагедијата која се случи во соседна Србија, кога нов бран на реалноста не плесна уште еднаш, уште посилно од претходниот пат. Борба и сознание дека животот сепак поминува, дека може да згасне дури и кога имаш 13-14 години, така едноставно, проклето брзо. Некаде прочитав дека секогаш не прелажува мислата дека време имаме на претек. Време за убави нешта, за дружење, за пријателства, време за се. Но пред неколку денови неколку детски срца згаснаа за секогаш. А беа срца полни со љубов, со надеж, срца на јунаци. Може би понекогаш и малку безобразни, но бескрајно искрени и чисти. И не можеме ништо друго да направиме освен еве, да ги спомнеме па дури и на овој ораторски надпревар. Да им кажеме дека не збогатија за едно болно, трагично искуство. Дури и јас овде пред вас ја релативизирам тагата. Интересно е дека на оваа вести претходеше моето повеќедневно размислување за фамозниот концепт за сегашниот момент и за освестувањето на истиот. Додека не сватив дека тоа е концепт кој го разбираат само привилегираните. Ние останатите постојано веруваме дека имаме време за се. Затоа, бидете навреме паметни. Бидете како оние привилегираните. А тогаш, наместо непрестано брзање, побарајте мир. Побарајте шум. Шум на вода. Побарајте разговор. Побарајте и стоплете нечие срце. А тогаш, со длабоко вдишување, заблагодарете му се на сегашниот миг, затоа што вашето срце чука во совршен ритам. Една реплика од филмот Wonder оди вака. Тато, дали јас сум грд?
Не, сине. Светот е грд. Сеќавам на секој тажен миг, се сеќавам на се што кажа ти. Знаеш дека не заборави. Времето да знаеш лечи се, тоа ни ги брише солзите, но раните на срце се магнем. Ми треба малку време без себе, за да сватам дали вреди да проидам преку се. Ми треба малку време без себе, за да проидам преку се што сгреши мен. Ми треба малку време. Mi treba малку време. Ти не сакам да кажеш еден ден дека добро не размисливме. Ти не сакам да кажеш можевме повеќе. Времето да знаеш лечи се, тоа ни ги брише солзите, но раните на срце се багнем. Ми треба малку време без себе, за да сватам дали вреди да проидам преку се. Ми треба малку време без себе, за да проидам преку се што сгреши мен. Ми треба малку време. Mi treba малку време. Mi треба малку време. Mi треба малку По завршувањето на ораторскиот надпревар Укло Тривиум 2023 разговаравме со професорката Билјана Граматковски од Педагошкиот факултет, која беше председател на жири комисијата која ги оценуваше надпреварувачите. Професорката Билјана Граматковски и овој пат и оваа година на Укло Тривиум во една од главните улоги. Професорке, вие бевте председател на жирито кој што ги оценуваше настапите на студентите. Кажавте при вашето обраќање на крајот при соопштувањето на победниците дека нема да кажуваме колку бројки точно има студенти на универзитетот, но би требало да ги има поголем број кои што ќе се јавуваат на вакви надпревари, не само на Укло Тривиум, туку и на останатите. Задачата на секој студент не е да доаѓа редовно на предавања, не е само да дојде точно на денот на испитот или на денот на колоквиумот. Задачата на студентот е да се надоградува во текот на своето студирање, а можеби и уште повеќе по завршетокот на студиите.
Ваквите настани и настаните кои што ги организираат моите колеги од другите факултети го нудат токму тоа, надоградување во смисла која што ќе им овозможи на студентите да станат подобри како личности, подобри како професионалци во својата идна професија која што ја избрале, но и не мора тоа надоградување да биде конкретно поврзано со професијата. Вие рековте не мора да се каже бројот на студенти, но јас мислам дека е сега упатно тоа да се каже. Бројот на студенти кои што во моментот студираат на нашиот универзитет е најточно и најпрецизно кажано 3968 студенти. Од нив само 9 студенти ја имаа денешната храброст да се појават на овој надпревар, затоа што, да бидеме искрени, не е едноставно да настапуваш пред аудиториум. Од 2016 година наваму, можеби бројот на оратори се намалува, но тоа ќе ни биде еден повик за освестување како на студентите, така и на наставничкиот, односно професорскиот кадар, дека треба малку повеќе да работиме на тоа да им укажеме на студентите дека нивните потенцијали можат да ги представат и надвор од студентските клупи и дека ако тоа го направат, можат навистина да бидат брилијантни. Ваквите надпревари тоа го овозможуваат, како и сите останати активности во кои што тие ако кога би сакале, би можеле да учествуваат. Затоа ги поканувам да учествуваат во сите настани кои што се организираат од универзитетот, односно посебно од факултетите, затоа што нивните компетенции можат да дојдат до израз. И оваа година пред одржувањето на надпреварот, вие одржавте работилница за јавно говорење, нешто што сигурно има од помош на сите учесници. Мене ми се чини дека имаше одек и дека студентите научија некои тајни на јавното настапување. Всушност, во текот на работилницата, сега не знам колку е тоа упатно да го кажам, но успеав да ги видам талентите кај оние студенти кои што тие таленти ги поседуваат и верувајте дека онака како што размислував и онака како што си ги склопував коцкичките во својата глава, токму и така испадна. Тројцата најдобри оратори да бидат токму тие кои што јас сметав дека ќе бидат. Годинашниот победник на надпреварот, поточно победничка, е студентка на педагошкиот факултет во Битола, разговарав и со неа, прва година е и како за студент во прва година навистина е извонреден успех освојување на прво место на Укло Тривиум. Меѓутоа тоа е и кадар кој што понатаму можеби ќе треба и уште повеќе да се усовршува благодарение на вас, таа е ваш студент или ваша студентка. Докаде можеме да стигнеме и докаде може таа да стигне? Студентите можат да стигнат дотаму каде што тие сакаат, но се разбира дека професорите се тие кои што ќе треба да ги препознаат талентите и да им бидат ветер во грб. Ова е апел до професорите да ги пронаоѓаат талентираните и надарените студенти, затоа што во клупите на нашите амфитеатри не седат само студенти кои што треба да одговараат на прашања на испити или на колоквиуми, туку студенти кои што, како што рече една од студентките, а тоа беше Стојанка Ќупчева, првата ораторка, онаа која што го освои првото место, дека студентите можат навистина светот да го променат. А за да тоа го направат, се разбира дека ние професорите треба да им помогнеме, но она што тие го имаат како потенцијал е сепак нешто што самите го поседуваат. Наше е само да го препознаеме. Ви благодарам за разговорот и на Укло Тривиум се гледаме повторно до година, а на останатите настани на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола наскоро. Секако ви благодарам. До следната наша средба посакувам добро здравје на сите кои што не слушаат, затоа што здравието е нели врвен приоритет. Разбуди ме, прегърни ме, оживи ме и дай ми се, отведи ме низ векови светови, дай ми се. Ти си моја приказна,
и Бог, љубов и Бог, исти се, чисти се и доволно е. Љубов и Бог, зборувај ми на јазици за мене непознати, сакај ме ко себе си, исти сме јас и ти. Ти си тој што знае се, може се. Ке растера облаци, со љубов ке покажи, исти сме јас и ти. Љубов и Бог, љубов и Бог, исти се, чисти се и доволно е. Љубов и Бог, God is love, love is God. Љубов и Бог, we are the same, that's all we've got. Љубов и God is love, love is God. We are the same, that's all we've got. Љубов и Бог, љубов и Бог, исти се, чисти се и доволно е. Љубов и Бог, љубов и Бог, исти се, чисти се и доволно е. Љубов и Бог. На крајот да кажеме дека сите учесници на ораторскиот надпревар Укло Тривиум добија благодарници, а најдобрите добија и парични награди, и тоа за првото место ваучер од 6000 денари, за второпласираниот 4000 денари и за третото место ваучер од 3000 денари. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Фрли поглед преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како сули се згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабо. Божев случајно забавено и филмски, само рака подај ми тајно стисни. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам, да сум среќен и ако на поа киснам. Како суволи се згази ме по себе, ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде.
telo mi oživува. Укло FM, Битола, мај 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло FM, Битола. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц.